Trgnala momaruna iz gora zelena, a poneja Stojanovčar ide da ja zoli. A poneja Stojanovčar ide da ja moli. Ela runo, ela dušo, elaj ti pri mene. Elaj runo, elaj dušo, elaj ti pri mene. A da го слушнеме сега овој прекрасен, архаичен, древен македонски јазик. Кн дивојка. Два голуба јен бев за свес ноќ, црнует за несвес зора. Од потмишке ги пушти кн дивојка, ги испрати в Муа планина. Таму пролетаха да се гнездат. При корито јено киќе, јена црепна, јено сечило, јена пиројка, млечна месечина, јена мелјајка, мајрамица, милојка, га оплави со стребро гора. Пиле шарено, најдлъг пут ду чујека, непресекнат преход, од живот на мреж, туга изврквено, три шуме, Црно море и три падине, од јунака до љуба, джигер побарено. 7 реке и 7 градине, од сестра до брата, око обаljeno, 9 планине, од сина до мајка, срце преварено. Крушим нешто ми тежат клепалица. Во пепев све ми се бриши јен шар. Во кланик се котет све прашинице. За све што ту е свитка по јен дар. Се котим во плевен ми лупа чело. Каква јено врапче на прозор ми чука. Надвор ништо не се види. Све е бело. Врне и дуе мечава га сука. Се котим. Ме врти една дремка. Јен лептир каква е минуша око лампа. Надвор лъшти огријало пред мене сенка. Налюзгало старо и харо, језла и ханка. Се котим мехејка, цацко јен сон. Јена јабука каква ме ваби потлатка. Кроз попрач се шири свилј еден трон. Надвор дим и мгла, не се види njena šarka. Норо, све младине вести да идеш моримо мехе да видиш да идеш прво се вдода гледаш. Треće noro, sve mlade momke, treće noro, sve mlade momke, da ideš morimo me da vidiš da ideš prvo se vdoda, a gledaš. Prvo noro, Bečar go igrat, prvo noro, Bečar go igrat, da ideš moj mome da vidiš da ideš prvo se vdoda, a gledaš. Hvala. Сега ќе настапува мојот другар Авнимија, а јас се викам Амит Гордани. Ама нашето име секогаш и името ни го Торнија. Поправо требаше да се викам Митко Гордановски. И скивни Торнија, и тие. Истината е таква. Јас од село Лешничани. И тој мој пријателјот, тој е од Лешничани. Затоа ставивме, пошто ние само пееме, па имаме многу села, 14 села, други пат ќе биде поорганизирано и поубаво.
го викам мојот другар да представи својата песна. Песната е Јовано. Јовано, Јованке, крај Вардаро седиш, мори бело платно белиш, се нагоре гледаш душо, срце моје Јовано. Ми тргнала мома рума из гора зелена. Ми тргнала мома рума низ гора зелена. А по неја стоја овчар иде да ја моли. А по неја стоја овчар иде да ја моли. Ела румо, ела душо, ела ти при мене. Ела румо, ела душо, ела ти при мене. Selo, haj, haj, sena v Murse, više selo, haj, haj, više selo. Preko noga, haj, haj, staji vinoga, preko noga, haj, haj, preko noga. Dojde sestra da go vika, haj, haj, dojde sestra da go vika, haj, haj, da go vika. Daručame, haj, haj, hajde, brate, daručame, haj, haj, daručame. Ne iđum sestro, ne mi se jade, haj, haj, ne iđum sestro, ne mi se jade, haj, haj, ne mi se jade. Haj, haj, miga zede, gledanica, haj, haj, gledanica. Za mojegu povratima, haj, haj, za mojegu povratima, haj, haj, povratima. Komšije, haj, haj, povratima, vo komšije, haj, haj, vo komšije. Hvala mu na Gospoda što ne daroval da ги пееме овие песни. Можам ли сега да поставам едно прашање како човек, како граѓанин, како македонец?
Зарем ние ќе дозволиме овие песни да исчезнат, да не се најде некој што треба да се грижи за македонската култура, да ги донесе овие луѓе, да се снимат овие песни, да бидат познати за македонската јавност во Република Македонија, а потоа да ги покажеме пред светот. Зашто, како што велеше Гротовски, Полска е жива додека се слави полската култура. И ние треба да крикнеме и да речеме, Македонија е жива додека се слави македонската култура. Колку е потребно средства да ги донесат мемишевци да ги снимат песните. Знаете какви се овие песни, може би не звучат на микрофон, но ова песна Сенав Мурсел, првата што ја пеја, сме ја пееле во Пиринско, сме ја пееле во Егејско, сме ја пееле во Преспа. Секате луѓето ја прифаќаа. Сенав Мурсел, више село, хај хај Сенав Мурсел, више село, хај хај више село. Може ли некој да направи еден чекор, да ја премине линијата и да ги донесе, да ги сними сите овие песни, не само од таму? тие што живеат подалеку идат за живот. Гурбети ќе се собере. И напред се брале и од Гурбетка, и на Гурбетка идали луѓе. Ќе дојдат дома. Ке да биде, мора да дојде дома. Ела една песня што каже чисто за ова. Нарачала Kara Fatma pora chala, hay hay nara chala.
Fatma poračala. Polutnaci, Kara Fatma po prođani, haj polutnici, Kara Fatma po prođani. Ka što znaje, deli Hamzo neka dojde, haj, ka što znaje, deli Hamzo neka dojde. Neka dojde, deli Hamzo za Đurđevde, of, neka dojde, deli Hamzo za Đurđevde. Đurđevden ovdje kod nas je na praznike, se bere, rade se ljudi, ilize vo ljeto od zime. I se bere, ide na travke. Vo Saba stanuje bere cvećina. I poslije odruček ide na travke su deneska. A utre Đuren. Deneska krši potke girikaje. Beret potke. Se kapet deca, ljudi su njih, su potke, su cvećina deneska. I oj potke što će soberet, utre poslije im se dava i stoke. I tamo se bereme, ima među dve sela, Orešek, Crnjeljevo, pa i druge sela Gorske, pa se bere dvake. Nije, imame Vonijača se bereme, tamo dve sela, igrame, pujeme i se veselime za Đurđevden. I ovo svaka godina se prevoja Đurđevden. I tako da zamineme, denje i ubave se ovo. Da zboriš za gora, treba mnogo vreme. Ja ne možem da kažem, znaš, sve. Samo će kažem zašto se bereme Vonijača, sad kada da znate vi. Nijača bilo jedno selo. Сега не е село. И Nijača bila među Orešik i među Crnjeljevo. Pa сега тя село Пароса, nema je ljudi tu. I ljudi što ostanali, malo ljudi što ostanali od Nijača, jene žive v Orešik, jene v Crnjeljevo. Pa za uspomenu od tija mesto se bere i Orešik i Crnjeljevo tu. Bere travke, cveće i će se staviti ljudi među sebe. Će zaminuti malo vrijeme, će poigrati, će popiti. Tija. Да го дојдете во нашиот крај Голобода. Би сакал да кажам нешто на кратко од историјата на нашето село. За прв пат село Требишта веќе можеме да го најме во турските дефтери од 1467 година. Таму се пишува дека село Требишта постои и би имало околу 31 куќи кај живее едно македонско население, чиста, и од тоаш веќе да имаме ова село. Процесот на исламизирање на селото почна околу 1815 година. Селото до 67 година не била мешана, имаше и православни и муслимани. Големо село е, би имало од неколку години до 5200 души. Сега веќе од мака од економски проблеми се избегани, а моментално овде живеат околу 1800 жители. Чакам овај ден да покажеме нешто и ние како македонци од Голобордо. Тоа ми е се и многу се израдував кога кажа амбасадорот од Македонија во Тирана дека ќе се отвори еден премин во Джепиште Требиште. Затоа ние сме блокирани, ако се може тоа да ни се направи, ќе ни се направи многу една добрина за нас.
стално се правило Што се- Ѓурѓовден. Да? Како го празнуваат И Ѓурѓовден? заедно тоа е најинтересното што е православните македонци и мислиманите македонци тука заедно го слават. Го слават, Како исто Илинден 2 август ние во Требиште што го славиме. Од Требиште да не оде во Стеблово, иначе Стеблово се слави. Да иде тука и поблиску ние и по старо тука се правило. Сега е понеделник ден. Некојаш пред комунизмот. Ти се си да видиш на работа. И затоа толку години го бараме граничниот премин. Ама требаше да биде Од зиме ми 4 месеци се изолираме тука. Албанија не е очисти. Да, Живела Македонија. Беше да си. Како сте? добро се. Јас сум Илија Лиле, председател на друштвото Илинден огранок Голобордо. Па во моментов тука во Голобордо, како што гледате и сами, треба многу нешто да се направат, како што гледате и црквава треба да се конструира уште малку вака како што изгледа не е и добро. Па има и многу нешта други што треба да се направат. Тоа би требало со некаква помош да се стори. Па или да се го славиме ние за 2 август, значи и се соберуваме значи така сите тука. Слава правиме голема со музика, сите луѓе доаѓаат македонци кај што има низ градовите се берат и од Македонија доаѓаат кај што има значи сите македонци се собираме тука во Требиште, во селото Требиште тоа се слави. И па добро се слави. Или ова е Ѓурѓовден, денеска 6 го славиме. Порано се славеше, значи до пред 10 години тука во Врница, а потоа како да се подзаборави, почна да го слават во селото друго, во Стеблево. И така се надеваме дека од сега понатаму ќе почнеме да го славиме и тука во Врница, да го обновиме пак истиот празник, да се слави тука. Токму тој хероизам на барањето на сопствениот идентитет, сопствената идентификација како народ, како нашинци, како дебрани, како рекани, што се, кому припаѓаат, без разлика на чувството на националното или на религиската припадност. Успеале дел од селата во реканскиот дел, како што е Жировница, Битуше, Ростуше, Велејбрдо, па мислам дека и во Горно Меличани да го зачуваат оној галички дијалект. Значи, таа певливост на продолжување на согласките и самогласките, понекогаш во извикот отворени вокали, кои се многу специфични за, особено во делот на обредите кај галичаните, како што е, ако добро ја погледнете, галичката свадба, например, и свадбата, подготовката на свадбата во реканскиот дел, па ќе видите какви едни истоветни специфики имаат во обредот. Особено тоа можеме да го видиме и во пролетните празници и она што е многу интересно, нешто што е одвоено е во делот на ткаењето. Ако погледнеме во галичкиот дел во ткаењето, каде што доминира црвената боја, белата боја, темно црвената, силно црвената или така наречена пурпурна боја, овдека ќе видиме дека влијанието на исламот или периодот на нивната исламизација или влегувањето во исламската религија направило да појдат кон портокаловите бои, кон светлосините бои, кон светло-лилата боја и така натаму, што да кажеме пак едно силно ново подрачје на ткаењето, на обредот на носиите во Република Македонија. Ако говориме за вакво зачувување на јазикот во реканскиот дел, кај горанците или кај нашинците, на 30 села, распространети на 3 држави, тој конзервиран јазик е всушност влијанието на Шара и на тетовското наречје. Значи, тој нов гласовен систем кој успеваат горанците да го зачуваат херметички, силно затворен. Убедени сме во ова научно истражување со професор доктор Тихомир Стојановски дека е силен урнек во новиот гласовен систем во синхронизираниот дел, во морфолошкиот дел на македонскиот јазик и се разбира еден нов гласовен систем во дијалектологијата кој е составен дел на системот во македонскиот литературен јазик. И јас сум Амит Гордани, ама имам кеф да ме викаат Митко Гордановски, зашто потеклото моје ести од македонско ести. И поради овај случај што ми даде
професор доктор Тиомир Стојановски. Ви поздравувам вас, мили браќа македонци. Кој ме позна и кој не ме позна. Народот е наш. Да си жив и здрав, да сте живи и здрави и благословени. Така. Фала се. И да живи нашето друштво за многу години. Турција ги биеше можите и после му излага и правеше мислима. Види, пола село морало да се спасат, да се штитат едни со други. Некои пола село останувале муслимани, пола останувале да се штитат едни со други. Види сега, вие, кога отидов ја во Македонија, кога бев ја пред 5-6 години за пасош и за документи, и ми вели овај како Гордановски треба? Абе Гордановски е во Џорџи Петре се едно како велиме мија општина има многу Гордановски таму и вистина тој ми кажа мене. Ама ја не сум сретен с ними. И ти како се случило, мисля ја од ова. Ама не само ја, еден други во Острени и тој кажуваше че еден брат избегал во теа време кога Турција удрила да записа нашето место. И кога овдека седеле 300 години после дошле таму и некој си од овие поборзиот и по итриот минал во Македонија и останал така, останал Рисија. Да. И тој сега името браќа се, едниот брат фатен овде и направен мислима со... А тој се вика Гроздановски. И јас Гордановски. Гордановски. И тој еден, кој беше во таму кога отидовме, не рече като вие имате Гордановски има во Џорџи Петра. Исто им презиме. Оте така ми кажа и еден селчанин во Острени, рече еден брат е фатен, еден куртулин од турците и таму ошол и останал рисјанин. Ама таму што биле многу и може, мислим ја, и така може да е, че историјата, овие рисјаните таму паднале во договор со Турција, ќе даваме даноци и све што е. И ама верата да не се менува. И тоа го направиле и турците. Ке што можеле, дајак. Така е. И кажи сега за куќата како беше. За куќата е така. Велят пред дедо ми мој, еден дедо други, го фатиле на дедо и удрило земјотресение, а дедо ми го фатиле вистина, го малтретирале. Го фолиле в земи довде, не знам како. А после мало неколку време панал земјотресение и крстот бил во зидот. Ми велеше татко ми. Од зидот се појавува крстот? Се појавува, бил фолен зид во старата куќа, 200 години. Задзидан, како се вика? Задзидан, да. И кога паднала куќа, и ми велеше мене сега, татко ми мој. И татко ми мој не е толку, не е биден толку, како да ти кажа, фанатик за муслиманско. Не е биден. И черка ми веле, ја имам, не само черка ми, тук имам и роднини што се мажени и женети со рисјани овде. Например, овие што черка ми македонците се посебни и како муслимани се многу посебни, толку се меки луѓе. Она македонското е над тоа, да речам, како да го кажам. Да. Ама немаме никакво, како да кажеме, комплекси. Никакви комплекси немаме ние македонците. Иако сме мислимани сега. Мислимани така стана презимето. Пак ја вела, нема ништо. Митко ме вика, ајде. Пак, да. Така и овде, во Вела, овие наши Митко веле, ја со чеф го примам. И тргнала мома руна из гора зелена, а по неја Стојановчар иде да ја золи. А по неја Стојановчар иде да ја моли.
Ela runo, ela dušo, elaj ti pri mene. Elaj runo, elaj dušo, elaj ti pri mene. Ća ti kupam rudo jagne, dalike me zelo. Ća ti kupam rudo jagne, da li bi me zelo. Ne kupuvaj, ne harzi se, mama ne me dava. Ne kupuvaj, ne harzi se, mama ne me dava. Ća ti kupam svileni jelek, da li bi me zelo. Ća ti kupam svileni jelek, da li bi me zelo. Ne kupuvaj, ne harzi se, mama ne me dava. Ne kupuvaj, ne harzi se, mama ne me dava. Elaj rumo, elaj dušo, elaj ti pri mene.